Неопходна е итна ревизија и евентуална промена на наставните програми во специјалните училишта. Оваа потреба ја наметна фактот што веќе неколку години наназад има тренд на инклузија на деца со посебни потреби во останатите училишта. Голем дел од нашите ученици заминуваат во другите средни училишта, остануваат ученици кои што имат повеќе попречености и во зависност од попреченоста на учениците, нормално е и да во текот на наредните години да се менуваат секвентно, символично дел од наставните програми, зависно од состојбата на учениците кои што понатаму ќе доаѓаат во следните учебни години. Во источниот регион, децата со пречки во развојот учат и престојуваат во средното училиште Искра во Штип. Моменталната бројка на ученици е 60. 60, стартувавме со 62 и тековно со целиот персонал, сите вработени заедно со стручниот тим, наставници, воспитувачи и стручен тим од педагог, училишен, социјални работник и тројца дефектолози и останатиот административно-технички персонал се носиме со сите предизвици на нашата институција. Дали и кога ќе се врши ревизија на наставните програми за специјалните училишта, за сега не се знае. Реформи во образованието секако ќе има и дел од нив ги најави министерката Десковска при посетата на Штип. Дали ќе бидат опфатени и овие програми, ќе се види во иднина.